Почитувани добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути, а вие сте со новото издание на Трета порта, политички магазин кој ви ги пренесува најинтересните случувања од светот на интернетот. Во оваа емисија една од главните теми ќе ни бидат протестите за ослободувањето на новинарот Томислав Кежаровски, кој повторно доби затворска казна од апелациониот суд во Скопје. Неговата казна сега е потврдена на 2 години затвор, откако претходната пресуда беше на 4,5 години затвор. Ова значи дека Томислав Кежаровски повторно треба да се врати во затворот и да ги одлежи останатите 3 месеци кои му се останати од казната, бидејќи Кежаровски е веќе 20 месеци во притвор и во куќен притвор. Но новинарите протестираа пред апелациониот суд и пред владата, им се приклучија голем број на граѓани. Тие бараат ослободување на новинарот Томислав Кежаровски. Велат, не е проблемот само со казната, само со затворот, само со неговото затворање, туку и тоа што судот Кежаровски го прогласува за виновен. Тоа значи дека сите новинари во иднина ќе бидат виновни доколку судот реши да ги осуди за некое дело кое според новинарите е непостоечко и вела дека Кежаровски само си ја работел својата работа, а единствениот грев му е што напишал некои текстови кои биле критички за власта. Почнуваме со протестите за Кежаровски. Еве некои од Facebook корисниците веќе постираат фотографии на своите Facebook профили за тоа како поминале протестите. Еве, почнуваме со една од најшеруваните или најраспространетите фотографии на Facebook. Тоа е еден поширок план од протестите каде се гледа целата колона, рече се до крајот и се гледа колку луѓе имало. Овој Facebook корисник напишал будење на 3 јазици, на англиски, на албански и на македонски. Сега продолжуваме со другите фотографии. Еве Џабер Дерала од невладината организација Цивил ја сподели карикатурата на својот Facebook профил, онаа карикатура која претседателот на Сдруженијето на новинари Насер Селмани и новинарот Зоран Димитровски му ја врачија на премиерот Груевски во вид на плакета. Се работи за ироничен гест и се разбира за карикатура. Еве таа карикатура. Значи, премиерот Груевски е облечен како борците на ИСИС, а крвавата вреќа и ножот кој го држи во рака и крвавата вреќа на која пишува слободни медиуми. Тоа е таа карикатура. Продолжуваме со новинарот Миодраг Мишолиќ кој зборува за настаните, за тоа што судот на денот на протестите не судот, туку затворот, се извинувам, го ослободи новинарот Кежаровски и тоа му допусти 1 месец условна слобода, затоа што Кежаровски не бил во добра здравствена состојба. Потоа, некои од новинарите и организациите кои го следат целиот процес кажаа дека тоа е прилично невообичаено, бидејќи Кежаровски не се жарал до затворот и дека е прилично симптоматично што тој е ослободен токму на денот на протестите. Сега новинарот Миодраг Мишолиќ го пишува следното. Кон законот се однесуваат како кон тоалетна хартија. Убаво е што ослободуваат невин човек, зашто тие така решиле. Но не е добро што апсат невин човек, невини луѓе, само затоа што тие така решиле. И ќе видиме некои од коментарите. Еве, еден Facebook корисник вели, барем решаваат. Па има одговор, тие не го ослободуваат, туку фингираат слобода за 1 месец. Со ова како ослободување, најубаво се покажува волунтаризмот на власта. Наместо правна држава, каде се суди по закон и материјални докази, они си играат судство. И уште еден корисник вели, не постојат закони, постои Груевски. Тоа е постот на Миодраг Мишолиќ. Продолжуваме со Петрица Рачини, активист, невладин, новинар, еден од најгласните учесници во протестот за ослободување на Томислав Кежаровски. Па Рачини сега дели еден текст на Плюс Инфо, кој вели дека полицаец донирал во кутијата за солидарна помош за семејството Кежаровски.
Униформиран полицаец пред апелациониот суд во Скопје денеска оставил пари во кутијата за солидарни средства за семејството Кежаровски. Тоа го пишува Плюс Инфо, а Петрица Рачини коментира. Ова буквално испаднало според старата етичка. Левата да даде, десната онаа со пендрекот да не знае. Шега на страна, ова само символично покажува на колку тенок мразе режимот. Ке видат дента кога ќе дадат наредба да се дигне десната рака, онаа со пендрекот и да удри по народот. Охрабрен од вакви гестови, предвидувам дека многу десни раце на многу луѓе меѓу полицајците тој ден се кавично се ближи ќе останат спуштени. Тоа го пишува Петрица Рачини, а музичарот Златко Оригјански, кој е исто така прилично активен на социјалните мрежи, оние кои го следат на Facebook, на Twitter, знаат дека Оригјански, особено на Facebook, пишува цело време. Сега Оригјански пишува за случувањата околу Томислав Кежаровски и вели дека според негово мислење голем број од граѓаните не знаат зошто е осуден новинарот. Па Оригјански пишува. Насловот е: кој го тераше да се чепка со овие? Имам впечаток дека најголем дел од нашите граѓани воопшто немаат прочитано зошто е осуден Томче. Не знаат речиси ништо за целиот случај. Чуле, не дочуле, на работа, во некој кафанче од друга маса. Нешто таму заштитен сведок, тинтери-минтери, кој сега ќе чита, сега не е маш ми, не е брат ми, баш ми е гале. Кој го тераше да се чепка со овие? Ете така некако по таа глупандерска, себична и саможива линија мисли нашиот човек. Тоа го напишал Златко Оригјански на својот Facebook профил. А новинарот Бранко Геровски, главен и одговорен уредник на Слободен печат и на Плюс Инфо, инаку беше еден од најгласните повикувачи на протест за случувањата околу Томислав Кежаровски. Геровски особено беше активен по ноќта кога Кежаровски истиот ден кога му е соопштена и пресудата вечерта беше веднаш експресно однесен во затворот во Шутка. Сега после протестот Геровски го пишува следното. Победа за Кежо, пораз на кликата на Груевски. Сакам да им кажам збор 2 и на судиите, кои денеска преку своето здружение повторно се пожалија дека сме им вршеле притисок. Драги судии, како што знаете, ние новинарите и граѓаните не сме мокни да ве менуваме, да ве унапредуваме или да ве деградираме, да ги вработуваме вашите деца или да ги бркаме од работа, да влијаеме врз вашите кариери и животи. Такви притисоци ви врши кликата на Груевски. Затоа судството денес е најтажниот и најсрамниот дел од ова наше општество. Ние можеме да влијаеме само врз вашата совест и затоа отворено ви велиме. Да, ние врз вас вршиме и ќе продолжиме да вршиме жесток јавен притисок за да ви помогнеме да пресудувате храбро, според законот и според својата совест и убедување. Не како што судевте на Кежо и на многу други политички затвореници. Прифатете го сега тој притисок како пријателски чин, бидејќи еден ден, кога ќе дојде до промена на власта и до генерален реизбор на судиите во Македонија, вие ќе треба да дадете отчет за она што го работевме во периодот на овој режим, чиј рок на траење, како што и самите гледате, истекува. Тоа го пишува Бранко Геровски, победа за Кежо, пораз на кликата за Груевски. А она што се случува редовно по сите протести во општеството повторно е цел на исмејување, на сатира. Тоа се веќе тие познати контрапротести кои се организираат после секој граѓански протест, после секој револт. Па сега порталот Нова има направено една таква сатира на еден таков контрапротест за Кежаровски. Значи, вели владен контрапротест, ние сме Кешаровски. Иако очекувавме денеска власта да не организираше контрапротест, како што досега имаше навика тоа да го прави. Новинарите и граѓаните се собраа, извекуваа ние сме Кежаровски, меѓутоа никој не им се спротистави. Затоа решивме да ја употребиме фантазијата и да замислиме како ќе беше доколку членовите на владата и други видни функционери
решија да излезат на денешните протести и кое ќе беше нивното кредо. Измислена, но забавна вест. Тоа значи онаа пародија на Нова за контрапротестите. Емисијата ја продолжуваме со останатите теми кои се поврзани индиректно со протестите, а кои тангираат директно во слободата на говорот. Сега продолжуваме со новинарот и колумнист Ивор Мицковски. Мицковски пишува: "Не верувам во мали добиени битки, потребна ни е голема победа." Многу ми смета херојството и триумфализмот во борбата против режимот. Ми пречи илузијата, ми пречи говорот кој не е автентичен, туку превземен од логиките на режимот. И покрај убавата реакција денес, мене денот ми е тажен. Тажно ми е оти режимот покажа дека е два чекори пред сите, демонстрираше апсолутно самоволие и сила. Пропагандистички се обидува да го испразни отпорот, сепак тоа е слабоста која на долги патеки ќе биде копна по него. Верувам во мали успеси и мислам дека нашето општество полека ги нанижува. Се создава акумулација, се подобрува свеста, но не верувам во мали добиени битки. Битката е една и ќе треба голема победа која ќе дојде и низ безброј мали или големи маки, фрустрации и разочарувања. Тоа го пишува Мицковски. А во колумна Александар Шолјаковски зборува за слободата на медиумите. Денеска ја споредува со слободата на медиумите во поранешна Југославија. Шолјаковски вели: "Имало денес многумина кои велат дека слободата на медиумите е полоша од таа во поранешна Југославија", вели, и не е баш така, и во својот текст илустрира огромен број на примери за цензура во поранешното општество. Неговиот наслов е ироничен: "Медиумски слободи, tomorrow will be better", утре ќе биде подобро. Значи, тоа е еден момент, една карикатура поради која цела редакција на Остен во 70-тите години била под партиска истрага. Има уште доста такви примери, а еве го делот за денеска. Запоседнување, гаснење или уценување. Темниот вилает се етаблираше со запоседнување, гаснење или уценување на сите релевантни медиуми, на начин премногу силовит за да не се види дека представува смислен план за ставање под контрола на се што може да наликува на слобода на говор. Конечно, сето тоа и законски се спакува, се воведоа драконски парични казни, сега ја имаме ситуацијата што ја имаме. Ако мислевме дека слободата во демократски општества е нешто што се подразбира, нешто што е дадено само по себе, гадно сме се излажале. Кога нема демократија, нема ни слободи, соодветно на тоа нема слобода на изразување, нема ни демократија. Приказната за темниот вилает во слободата на говорот се проширува од печатот кон сите други слободи и домени на животот, синдикати, цивилен сектор, култура, архитектура, историја. Тоа е колумната на Александар Шолјаковски, "Медиумски слободи, утре ќе биде подобро." А продолжуваме со еден интересен текст, кога веќе зборуваме за медиумските слободи, за начинот на кој работат медиумите. Продолжуваме со еден текст објавен во дневниот вестник Дневник, и тука се зборува за репортери без граници. Текстот на Дневник сака да каже дека репортери на граници се орудие кој се користи од страна на западните сили за дискредитирање на режими, на земји кои не им се допаѓаат на Западот. Под наднасловот вели: "Зошто УНЕСКО се откажа од репортери без граници? Немаат етика и глумат судна инквизиција против земјите во развој." Значи, тоа се истите тие репортери без граници кои слободата на изразување во Македонија ја рангираа на 123-тото место како најлошо во Европа. Еве го делот за УНЕСКО. Вели: Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура уште во 2008 година го повлекла своето спонзорство за француската група на репортери без граници поради немање етика и токму на денот на слобода на интернетот 12 март.
Тоа го пишува Жана Божиновска во Дневник. Во текстот дека Репортери без граници немаат етика и глумат суд на инквизиција. Сега истиот текст е ставен во новинарска група на Facebook, која се вели Ѕидот на срамот, текстови кои не смеа да се заборават. Значи, новинарите велат дека овој текст е потполно неточен. Еве го тој текст. И ќе видиме некои од коментарите. Секогаш кога спинот е неоправдан, нелогичен и нереален, таквите текстови личат на театар на апсурдот. Сигурен сум, ако ја најдете вистинската изјава на УНЕСКО, кој знае на што се мислело, сигурно контекстот е сосема поинаков, вели Владимир Петровски, новинар, и друг Владо Апостолов му одговара, значи Владо Апостолов го нашол оригиналниот текст и вели дека, значи ова е на англиски, ќе се обидам вака да го преведам директно. Репортери без граници негираат дека тие се исклучени од УНЕСКО, велат се работи за лажен извештај кој вика бил фабрикуван во некои медиуми, бил преобјавен, особено во Латинска Америка, меѓутоа вика без никаков обид тоа да се потврди. Значи, ете, Репортери без граници сами кажале дека тоа е лажна вест, паравест, која никој не се обидел да ја потврди, а Дневник сега од тоа прави приказна. Емисијата ја продолжуваме со останатите случувања кои се поврзани најмногу со останатите протести, значи оние на студентите и на професорите. Протести во оваа недела немаше, но се уште има реакции за оваа тема и ова е инаку една од најактивните работи кои се случуваат на интернет. За ова секогаш кога ќе се вклучите на социјалните мрежи, за ова секогаш има коментари. Продолжуваме со колумна на професорот Фрчковски. Професорот Фрчковски вели смртта на универзитетот и појот на шупелките. Тоа е насловот. Што е вистински скандалозно со курентните промени кои се нарекуваат реформи во високото образование, е што целината на промените е водена од антиинтелектуална стигма и обсесија со мерењето на студентите резултати со тестови. Студентите се водат кон судбина да бидат консументи на моќта и авторитетот, без способност да ги проценат и предизвикаат, да бидеме субмисивни и неспособни за критичко мислење. Се напушта цивилизацијската ориентација кон школувањето и педагогија како еминентно политичка и морална практика, која ги едуцира студентите не за наоѓање на работа, туку за способност да ја видат големата слика на социјалните и идеолошки сили кои го менуваа општеството и влијаат на нивните животи. Педагогијата директно учи да просудува што ќе се смета за знаење, ги санкционира поделните вредности и создава соодветни форми на институции и актери. Тој е дел од колумната на професорот Фрчковски, напишана во нему својствен стил. Некои ќе кажат дека не го разбираат потполно, дека им треба малку повеќе време за да ги прочитаат неговите колумни, додека дел од публиката вели дека ужива. Се разбира, има и такви кои ги критикуваат и кои ги дискредитираат и кои велат дека професорот Фрчковски пишува од други побуди. Продолжуваме со професорката Гордана Поп Симонова, која исто така има колумна. Таа е една од учесниците во професорскиот пленум, значи се противи за воведувањето на државниот испит или екстерното оценување во високото образование, и таа сега пишува не е за џабе. Низиниот наслов се однесува на појавата во јавноста, како што вели таа, секогаш кога се протестира за нешто, да се каже за џабе, ништо нема да се постигне. Мојот одговор е, верувам дека нашата реакција на последните интервенции во Законот за високо образование ќе искомпромитира или делегитимира владата.
Верувам дека нашиот протест ќе даде конкретен и опиплив резултат во образованието и општеството воопшто. Можеби нема да се случи преку ноќ, како што се носат законите. Можеби нема да биде утре, ама трамвајот наречен непослушност веќе е тргнат. И не е џабе, сето ова вреди. Вреди заради непослушноста, вреди заради слободата, вреди заради вистината. Соочени со една запревтана пиар машинерија на власта која 24/7 не врши агресија врз сите сетила за сите незини успеси, добри намери и желби за слобода и демократија, а истовремено не толерира и сузбива поинакво мислење или не дај Боже критика, моравме да реагираме во име на вистината. Тоа е колумна на професорката Гордана Поп-Симонова, не е џабе. А професорот Мирослав Грчев пишува за она што го спомнавме за протестите, за контрапротестите воопшто за оваа појава. Професорот Грчев сега целата проблематика ја поврзува со низините историски корени, како што вели тој и еве дел од неговата колумна, која е насловена Колаборационизам, контра 4 и контра пленум. Контрапротестите, контраиницијативата и контрапленумите што ги организира и плаќа окупацијската власт на ДПМН, тоа се сите нови македонски платенички контрачети. Тоа се истите наследници на контрачетите што ги убиваа младите комунисти и партизани. Тој истиот неморален хуман талог, истата изродена безшчетна гнасота, кога велам наследници на михајловистичките контрачети, на фашистичките платеници, не мислам се разбира на правни или биолошки наследници, туку на морални и психопатолошки репликанти. Зашто историјата не се повторува, тоа е повеќе од сигурно, но како што рекол Марк Твен, таа се римува, или кажано со позитивистички јазик, слични историски ситуации ги вадат на виделина слични психосоцијални профили. Така пишува професорот Мирослав Грчев, колаборационизам, контра 4 и контра пленум. А во оваа недела имаше уште едно случување кое е поврзување со затворење и ослободување на затвореник. Се разбира, тоа е ситуацијата со Јован Вранишковски, расчленетиот владика на МПЦ. Како што е познато во јавноста, по посетата на вториот човек на Руската православна црква на Македонија, откога тој се сретна со претседателот Иванов и премиерот Груевски, судот донесе одлука Вранишковски да се пушти на условна слобода, бидејќи ја излежал 50% од казната и бидејќи бил примерен затвореник. Вранишковски требаше, според најавите на МПЦ, кој исто така побара негово ослободување по посетата на рускиот митрополит, Вранишковски требаше да биде ослободен на 19 јануари, но тоа не се случи откако обвинителството, кое претходно кажа дека нема да се жали на одлуката на судот, најави жалба, значи во рок од 5 дена се предомисли. Сега Вранишковски останува во затвор и ја чека жалбата на обвинителството. За ова имаше доста реакции, ќе видиме една од Жана Божиновска од Македонскиот институт за медиуми. Божиновска целата состојба ја споредува со познатиот филм, познатите серии на Монти Пајтон, летечкиот циркус на Монти Пајтон, и сега незиниот Facebook пост го пишува во тој стил. Добро бе, ова веќе личи на Народниот фронт на Јудеја. Вестите, животот не личи на животот на Брајан. Од имене никој не ми дава од тоа дрогата. Не се издржува вака. Например, ова ќе бидат денешните вести на денот поврзани со судскиот систем и политичко-црковните елити во Македонија. И насловот е на ставот на обвинителството: не се премисливме за Вранишковски, туку се преиспитавме. А дневниот вестник Дневник пишува исто така текст за овие случувања за Вранишковски, но Дневник во неговиот текст објаснува кои би биле мотивите на обвинителството. Вистина е дека јавното обвинителство како да избрза со ставовите за условниот отпуст на расчленетиот владика, кога само 3 дена по одлуката излезе со став
дека Кривичниот совет постапил законски и дека се исполните условите за ослободување на Вранишковски. Тогаш од кабинетот на јавниот обвинител Марко Зврлевски јасно посочија дека не само што исполнет условот осуденикот да има издржано повеќе од половина казна, туку дека Вранишковски бил примерен затвореник. Но вистина е дека кога беше искажан ваквиот став, не беше истечен законскиот рок за жалба. Ете, тоа е текстот на Дневник во кој се објаснува зошто обвинителството постапило така како што постапило и вели правните интереси се највисоки за Вранишковски. Толку за овие случувањата околу Јован Вранишковски, дали тој ќе биде ослободен, дали ќе остане во затвор, ќе видиме. Продолжуваме со професорот Мирсал Билјали, кој сега пишува пукали браната во владата. Значи, како што е познато на јавноста, Мирсал Билјали е жесток критичар на политиките на власта и речиси сите своји колумни ги пишува во тој правец. Ова е со сличен наслов. И професорот пишува, меѓу другото, и за високото образование. Зарем не е за оставка и одговорност тоа што 15 пати го менуваат законот за високо образование и пак за катастрофата се виновни професорите и студентите. Вакво понижување на професорите не направил ниту Хитлер, кој сепак имал почет кон универзитетите. Секој нормален се прашува што уште треба да се случи да се сноси одговорност на некој од власта. Ваква неодговорност не е видена ниту во Колумбија, каде што владеат наркокартели и банди. И во светот на животните се има некаков инстинкт за рационалност, а кај нашето водство не. Овде љубовта кон тугите пари создава голема омраза кон сите други. Тоа го пишува професорот Мирсал Билјали. Продолжуваме со она што се случува околу штрајкот во основните средните училишта, со штрајкот на професорите, со штрајкот на СОНГ. Значи има или нема штрајк, тоа се прашуваат многу родители. Па еви Мери Николова, која е позната и како водач, една од водачите на протестите на граѓанската организација Удар, сега пишува: луда држава, нека ни каже некој дали да ги носиме учениците во школа или не. Се протестира и до кога? Ги носиме децата и за неколку часа дојдете, земете се ги, бараме одговор. Нека се одважи и директорката во основното училиште Димитар Миладинов и нека даде јавно соопштение. Инаку вие, градоначалнику Жерновски, известете не. Тоа го пишува Мери Николова на својот Facebook профил, а верувам дека за ова се прашуваат и многу родители, особено во оние училишта во кои се штрајкува. Продолжуваме со еден текст на Дневник, вели и пратениците се ги покачаат на дневниците за патување во странство. Први да ја видиме веста, па ќе видиме и една реакција за крај. Наместо досегашните 59 евра на пратениците ќе им се исплатува дневница од 74 евра за секои 24 часа поминати на службен пат во Албанија. За патување во Бугарија пак наместо досегашните 65 ќе се исплатува 75 евра. Толку ќе се исплаќа за Босна и Херцеговина, каде што досега дневница беше 50 евра и така натаму. И за ова има реакција од Александар Русјаков, писател, поет, граѓански активист, кој во последно време го искажува своето незадоволство, особено од законот за плаќање на придонеси на хонорарите, за кои се побунија и доста уметници кои велат дека ќе бидат најмногу погодени од таа мерка. Сега Александар Русјаков го пишува ова: браво, баш се радувам за нив, за пратениците. Да се живи, здрави, добро најадени, фино ушушкани, измазнети и заруменети. Барем сега знаеме за чија удобност хонорарците даваат 35% од скромната заработувачка. Како беше она со камилата, иглите и ушите. Ова е последен материјал за оваа трета порта. Емисијата следете секоја среда во 19 часот и 15 минути. Ние оваа недела ќе работиме за вас да ви презентираме се што се случува во светот на интернетот.
Не го заборавајте мотото на Трета порта, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика за клучоци донесете сами. За сето ова можете да ја посетите и Facebook страницата на Трета порта, каде што можете да ги оставите и вашите коментари кои потоа можат да бидат прочитани во емисијата. А до тогаш и оваа недела останете со програмата на 24 вести.